Куршумлијан за време на одржувањето на фестивалот на креативен документарен филм Македокс беше место на кое можеше да се сретнат многу филмски автори, продуценти, уметници, филмски критичари, како од Македонија, така и од светот. Едноставно филмски професионалци и влюбеници во филмот. Со нив беше инспиративно да се разговара на темите што ги испровоцира фестивалот, неговата програма, како и вкупниот амбиент за време на проекциите и меѓу нив. За оваа хроника ги избравме интервјуата со Томас Логоречи, филмски продуцент од Албанија, кој веќе 10 години успешно работи во Соединетите Американски држави, и Александар Русјаков, нашиот познат режисер, сценарист и писател. Lots of issues has been discussed during the festival, but the most frequent is Многу теми се дискутираа за време на фестивалот, но она што најчесто беше разговарано беа активизмот и вклучувањето во процесите што ги потекнува креативниот документарен филм. Тоа се однесува не само на авторите, туку и на публиката. Креативната документаристика ве тера да размислувате и, можеби, да се вклучите во некои процеси. Дали е тоа суштинскиот и важен принцип на креативната документаристика? Well, it's one of them, I like to think. I think it's important always, of course, to make a film. Секако дека е еден од нив. Многу е важно да се прават документарните филмови за нешто важно. Исто така мислам дека и форматот е значаен и суштински. Зашто на одредено ниво ние мора да знаеме како некои приказни, без разлика дали се од забавата или се трогателни или необични, како треба да ги спакуваме. Секако, филмските приказни нема да бидат ништо ако во нив нема човечки приказни, индивидуални драми. Тоа е многу важно. Она што значи некаква ангажман, инволвираност, активизам, социјален момент во креативниот документарен филм е нешто за што најчесто се зборува овие денови за време на фестивалот. Дали се согласувате дека тоа се поважните карактеристики на овој тип на филмската уметност? Да, се согласувам и точно сметам дека во Македонија креативниот документарен филм малку е застапен, речиси авторите, младите автори да не го практикуваат, затоа што мислам дека напливот на холивудски филмови кај младите го буди онаа желба да мора да направат игран филм. Многу малку од јас се ставам не меѓу младите, меѓу оние автори кои што многу малку размислуваат на документарните филми или секогаш на прво место играниот филм. Меѓутоа, после вакви прекрасни вечери, апсолутно, барем мене ми доаѓа во мислата, ми доаѓа чувството дека такво нешто јас сакам да се работам, затоа што Македонија има навистина прекрасни теми за работа, дали лични, дали човечки, дали глобални. Сето тоа би требало, мислам дека е потребно да се работи такви филмови. Од филмската програма на 6-та вечер ве запознаваме со филмот Незавршен филм во програмата Нови автори. Незавршен филм не пренесува во Варшавското гето во 1942 година. Дури во овој филм зборовите потресно, шокантно, вознемирувачко ги добиваат своите вистински значења. Целиот филм е направен врз основа на новооткроениот филмски материјал на нацистичката пропаганда за ужасите во еврејското гето. מכוון, אבל כמובן שזה ככה. Авторите на филмот ни откриваат монструозната намера на нацистичките махери на пропагандата да снимат филм во кој ќе се прикажат евреите во гетото, всушност како живеат луксузен живот. Оваа монструозна идеја ја сведочи дневникот на германскиот снимател, дневникот на еден евреин и неколкумина преживеани еврејски жители од Варшавското гето. Филмот врежува вознемирувачки слики кои тешко ќе ги заборавите. Прекрасно монтиран филм кој остава лузни во свеста.
Филмот е во израелско-германска продукција, а на крајот од продукцијата публиката на Македокс имаше можност да разговара со продуцентот на овој филм Итай Кен Тор. How long more do we have to hear about the Holocaust? There were tons of millions of people dying in World War II. Why should we discuss the Holocaust? Зошто сме ние преоптеретени целото време со тој Холокауст? Зошто цело време за евреите се зборува? Неговиот одговор на тоа е дека се додека во светот постојат убивања на база на религија, националност, вера, раса, тие лекцијата за Холокаустот мора да се повтори и мора да се научи. И кога не би живееле во таков свет каде што има изобилие од толку страшни работи, тоаш не би имало потреба ни да се прават филмови за Холокаустот. Each other as a human being and person, and we will not need these films. The organization of the festival, they even... Човековите права и етичките прашања се исто така дел од креативната документаристика и од овој фестивал. Организаторите во таа смисла воведоа и награди на овие теми. Тоа се исто така важни прашања во креативната документаристика. Какво е вашето мислење за тоа? I agree. I think, especially here in Се согласувам. part of the world, Посебно во овој дел од регионот, тие идеи се многу важни. words that are always Тоа се многу чувствителни прашања, кои лесно се запоставуваат. А кога станува збор за човековите права, дури и самите зборови човек и права заслужуваат посебен пристап. What's great about this festival is it is a balance for what I think Она што е happens важно in за овој media фестивал е in што this прави part баланс of the во world, однос на она which is the што го media. прават медиуми. And like in America, И во it's very Америка е interesting слично. finding things Медиумите that ги are пренесуваат easy информациите exploitative брзо stories и без that суштинско cater to навлегување audience во that wants to know проблемите something и very честопати ги quickly, придружуваат and have the со information политички given. предрасуди. Sometimes Креативните документарни филмови имаат постудиозен пристап. Велат, чекај, запри, да видиме што има зад овие површни информации. Мислам дека е важно тоа што фестивалот, како овој, се алтернатива на баражот на вестите и информациите што доаѓаат од корпоративното ѓубре. Advertising and corporate garbage that I think is given to a lot of people in this region. I think, and I live in Albania. I think in Albania the media. Јас живеам и во Албанија и таму се многу слични состојбите. Например, никој не зборува за тоа колку е загаден главниот град. Ваквите фестивали ја будат совеста кај луѓето. И тоа е многу A важно. festival like this, I think, gives people consciousness, and that's very important. Претпоставам дека и заради тоа во тренд во овој тип на фестивали, а го прифати и Македокс, е дел од програмите да биде посветен, или овој пат и наградите, да бидат посветени на она што значи човекови права, етичност во филмот. Влегува сето тоа како некоја состојка во овој тип на филмска естетика. Па видите, ја како член на жири кој што мораше да ги изгледа сите филмови, можам да ви кажам дека скоро во сите документарци може да се издвојат овие посебни моменти, дали моралните вредности, дали човековите права, дали политичко, социјалните, општествените состојби во светот. Така што секој документарен филм кој што дури и да, не знам, еве да речеме чешкиот филм Катка кој што обработува една тема на наркоманија преку еден главен лик и еден спореден лик, повторно ги вбројува сите овие концепти одеднаш. Затоа е веројатно многу забавно и добро да се работи документарни филмови. Midstream, a muddy estuary near a port, forgotten space. Во еколошката програма на фестивалот шестиот ден му беше отстапен на филмот Заборавен простор. Филмот е холандска продукција, а режисери се Алан Секула и Ноер Бурч. Овој филм е силно предупредување за тоа како се однесуваме кон даровите на природата. Морето е заборавено додека не му се случи катастрофа, порачуваат авторите и предупредуваат дека можеби најголемата закана за морињата е глобалниот синџир на исхрана. The unlikely story of a steel box that changed the world trading system. Ships now resemble floating warehouses, plying fixed routes between producing countries
and Во оваа consuming сфера големите countries, корпорации се водат while само од factories алчноста become ship за line, финансиска stealing корист, away без да in the бидат dead of свесни, night ја in водат search of светската cheaper економија во амбис. Does the anonymity of the box turn the sea of exploit and adventure into a lake of invisible drudgery? Does this box, the acme of order, efficiency, and global progress, create disorder and destruction and throw the world out of balance? And what do you think generally? Што мислите за годинашното издание на Македокс, за програмата, местото каде што се одржува фестивалот? Well, first of all, the venue is one of the greatest places to see a film. I can't imagine a better place to see a movie. Овој простор, Куршумлијан, е едно од најубавите места за да се гледа филм. Атмосферата, чувствата, луѓето тука се посебни. За мене киносалата е како црква. Некои луѓе веруваат во Бог, а за некои филмот е Бог. Јас спаѓам во овие вторите. За мене филмот е свето нешто. Кога правите филм или го гледате тој филм, тоа е светост. Затоа да се гледа филм на вакво место е религиозно, фантастично чувство. За разлика од сите фестивали на светот, јас сум љубоморен на овој заради ова место. Селекцијата на програмата е одлична. Беше тешко да изберам еден најдобар, зашто имаше толку многу добри. Овој фестивал, ја мислам, бидејќи му е втора година, бидејќи е злато моментално во Македонија, што е случајна тема на фестивали, мислам дека полека со тек на време ќе почне да го добива се поголем интерес кај луѓето ќе има. Мислам дека државата треба многу сериозно да му посвети внимание. Мислам дека треба да се крене на пиедесталот на Манаки филм фестивал, значи да му се одобрат многу повеќе финансиски средства, затоа што мислам дека и овој фестивал, овој тип на фестивал, локацијата на кој што се случува, патувачкото кино, после тоа на кој што никој до сега не утекнува Македонија, мислам дека многу повеќе ќе го крене документарниот филм и ќе стане популарен и помеѓу младите луѓе, затоа што кога кажат кај нас документарен филм, одма се мисли на нешто сериозно и страшно и не знам што, темите се многу популарни. Во програмата за деца и млади, шестиот ден од Македокс му беше посветен на филмот Albino United од Англија. Режисери на филмот се Марк Хоферлин, Хуан Рейна и Берни Брунфилд. Mtoto mtoto. Katika spoti hivi leo kikundi kimoja cha albino ambao ni wakimbizi kutoka Albino United е филм за истоимениот фудбалски клуб од Танзанија, составен комплетно од албиноси. Пречувствителни на светло, тие имаат проблеми на надпреварите, но нивниот најголем проблем, кој што представува сериозна опасност, е верувањето дека делови од нивните тела се бесценети и дека штитат од зли духови. Поради тоа, тие се или отфрлени од заедницата, или се жртви на вуду ритуалите во Африка. namna eneo la kutoka na majimbo na mapatikano kalina mali sana ila tukaendelea kwa. Дали за прв пат се сретна со поимоти, со сето она што значи видеоактивизам на оваа работилница или знаеше нешто за тоа претходно? Па со оглед на тоа што студирам филмска продукција веќе една година,
имав одредени познавања од што е камера, што е сцена, што е продукција, така што за мене не е комплетно ново, меѓутоа можам да кажам дека со овие професори, со овие тутори се запознав со некои навистина интересни поеми кои што не ми беа познати, иако студирам тоа. Дали мислиш дека видеоактивизмот на начин на кој ви го презентираа вашите предавачи, тутори, како што ги нарекуваш ти, може да се работи тука? Да, сметам дека Македонија е навистина плодна почва за многу голема различност на значи има огромен материјал од работи кои што може да се снимат, има многу интересни приказни во оваа земја, има многу интересни организации, има многу интересни протести, има навистина многу материјал на кој што може да се работи ова поле. Мислиш да се посветиш на тоа и имаш ли некоја идеја која би ја работил наскоро? Да, веќе започнав со работење на еден проект, се работи за организација која им помага на всушност тоа е проект за зголемување на бројот на студенти роми и подобрување на нивните услови за време на нивните студентски денови. Значи, активизмот е поврзан со тоа да се луѓето да бидат инволвирани, да бидат ангажирани, да се впуштат во нешто што може да направи некакви промени. Колку тоа е, освен ти лично, гледам дека си подготвен и ентузијазиран тоа да го правиш, но колку твоите колеги, младите луѓе околу тебе гледаш дека се подготвени да се впуштат во некој таков активизам? Па генерално, за жал, во Македонија меѓу младината постои една апатија, една неорганизираност, една безидејност, која не им дозволува, едноставно ги држи децата цврсто, учениците, студентите и едноставно тие социјални мрежи многу го затворија денеска, барем во тој поглед светот, и многу деца наместо да излезат, да речеме, надвор да ги грабнуваат, да ги грабнат овие можности кои што ни се нудат вака, едноставно се поинтровертни, да речам. Меѓутоа ми се допаѓа тоа што гледам дека се организираат, почнуваат вака да се земаат за сериозно вакви работилници, кои што навистина на младината ќе дадат една идеја за тоа што сака да прави со себе во иднина и како да го подобриме општеството во кое што живееме. И сакам да те прашам за самиот фестивал на крај. Колку за тебе, ти студираш филмска продукција, меѓутоа и како млад човек, колку за тебе, колку информација ти донесоа филмовите што ги гледаш? Колку е тоа значајно ваков тип на филмови во еден концентриран период од 7 дена да се изгледаат? Што све дозна, што све доживеа со овие филмови? Па со оглед на тоа што најмногу сме фокусирани ние за околу учењето на играни филмови, документарните филмови се за жал една недоволно истражена тема за сите филмаджи, тоа можат сите да ви го потврдат, и вакви фестивали се навистина благодет за нас, потенцијалните филммејкери, и овде се изнагледа, значи, сјајни филмови, сјајни, до сега немам пропуштен ни еден. Што да ви кажам, док бев жири, немаше да знам за кој да се одлучам. Генерално, навистина одлична програма, одлична. Дали ти отвори перспективи, дали ти отвори некако, те провоцира ли тоа? Дали би сакала да се впуштиш со тоа? Што се мислиш дека можеш да постигнеш? Значи, на првиот час кој што го одржавме, бевме прашани ова прашање, значи што очекуваме од ова и зашто сме се пријавиле на работилницата. Мојот одговор беше едноставен, а тоа е дека едноставно револуционер сум по природа и ова тотално ми одговараше и ме запозна на начин кој што можам да изразам, значи, еден протест, еден гнев во мене и слично. Так. И претпоставам дека тоа не се само лични, претпоставам дека и не само заради тоа што го нема видеоактивизмот кај нас, податливо е времето во кое живееме, има многу теми на кои младите луѓе на овој начин, многу едноставно, со помош на неколку алатки, камера, монтажа и така натаму, интернет, можат многу да направат. Значи, потполно се согласувам дека значи овој начин на образование, значи неформалното ги потикнува младите да ги преземат на работите во своји раца. Ти си тука волонтер на фестивалот, те гледаме секој ден, активна прилично во сите работи што треба да ги правите тука заедно со сите останати други. Претпоставам тоа е и заради љубовта кон филмот. Како ти се допадна програмата, што видиш, што ти испровоцира во програмата на овој фестивал? Значи, вака минатата година бев само гостин, едноставно сакав повеќе. Сакав да видам прво како се организира еден фестивал, значи тоа ме мотивираше да бидам волонтер овде. Програмата е феноменална, значи има филмови кои што едноставно ве оставаат без див, за разлика од комерцијалните холивудски филмови, каде што секогаш знаеме што ќе се случи, значи. Овие филмови некако работат и го разработуваат и срцето и душата. За кој филм може би си посака или си кажа, ја баш би сакала јас да бидам режисер на овој филм? Имаше ли така?
Имаше неколку, значи морам да го спомнам Wasteland, иако според мен е најдобриот овде. Меѓутоа не знам, едноставно имаше, например, оној кај што беа старите луѓе на Олимпијада, тоа е еден мотивирачки филм каде што е потребен да се, значи, да ги потикне нашите стари лица да продолжат во животот и да не се откажуваат прерано, бидејќи кај нас е тренд, старите лица се доста занемарени и слично. Zato što imate mnogo pogovorno iskustvo i da niče nešto od vas. Dobar dan svima, ja sam Marko Zdravković Punac i voditelj sam Pulske filmske tvornice. Ja sam donio ovdje neke filmove koje bi volio da pogledamo, ali prije toga bi volio nešto ispričati o Pulskoj filmskoj tvornici. Znači, to je počelo... Гости на годинашниот фестивал Македокс и дел од неговата програма годинава беа и представниците на Пулската филмска фабрика. Пулската филмска фабрика почнала да дејствува во 2004 година како едномесечна работилница за филм во рамките на фестивалот на игран филм во Пула, а од март 2009 година дејствува како здружение кое има за цел да ја популаризира и развива филмската и видеокултурата, продукцијата на филмови, систематска едукација на филмски автори, како и потикнување на сите облици на творештвото во подрачјето на филмот и видеото.